Ветено неостварено. Пациентите со механичка поддршка на срце не добија ослободување од партиципација за здравствени услуги и покрај уверувањето кое го добиле од властите дека тоа ќе се случи од 1.1.2022 година. Среде пандемија, економска и енергетска криза, овие пациенти се изложени на огромни трошоци секој месец за лекови и редовни прегледи. Тогашниот премиер на државата и тогашниот министер за здравство на државата ни ветија исто дека од 1.1. не е никаков проблем, ќе отпочнеме со уживање на тоа добро, но ништо не се случи од тоа. Сега се обидуваме да стапиме во контакт со актуелниот премиер. Не можеме. Со актуелниот министер за здравство исто така имавме неколку обиди да стапиме во контакт, но не можеме. Недостижни се за нас. Но ние стоиме на барањето дека ни е одобрено од премиерот и од министерот на нашата држава. Не е битно сега во моментов кој или кој ќе биде понатаму или кој бил претходно. Месечно овие пациенти трошат најмалку 12.000 денари за редовните преврски и дополнително за терапија која чини минимум 9.000 денари. Ослободувањето од партиципација нема да удри по државниот буџет со оглед на тоа дека станува збор за 18 пациенти, но за нив ќе доведе до можност за поредовно правење на комплетните прегледи кои се и тоа како неопходни. Кога би било со партиципација, би било помалку и добро е што побрзо да не ослободат од таа партиципација за да може да ги уживаме оние прегледи кои што се компјутерска томографија, која што е 300-400 евра, па и нагоре некои до 800 евра во приватно ако ја платиме, а во државно би била за нас бесплатно. Додека пациентите кои живеат со механичка поддршка чекаат можност да добијат срце наместо електрична пумпа, се надеваат дека конечно ќе завршат апсурдните одлагања за исполнување на ветувањата кои државата им ги дала. Инаку, за прв пат трансплантација на срце во државава беше изведена на 23 мај 2020 година на државната кардиохирургија во Скопје. Досега изведени се 6 трансплантации на срце од починат донор.